Почитувани, пред само неколку дена, пратениците на Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, поднесе предлог закон во Собранието на Република Македонија за зголемување на пензиите за 650 денари на околу 300.000 пензионери во државата. Со усвојувањето на овој закон, за кој беше потребна поддршка од минимум 10 пратеници, а од интерес на сите пензионери во Македонија, се предвидуваше од февруари идната година пензионерите да добијат 650 денари повеќе, како што беше пракса, додека ВМРО-ДПМН раководеше со владата на Република Македонија. Со предлог законот за дополнување на законот за пензиско и инвалидско осигурување се предвидува во 2080 година за сите видови на пензии, без разлика дали се повисоки или пониски, согласно со овој закон, да се усогласат на начин што вкупниот износ за исплата на пензиите од декември 2017 година ќе се зголеми за 5% поени и ќе се подели со вкупниот број на корисници на пензија кои што ја оствариле заклучно во декември 2017 година. Меѓутоа, СДС остана глуви за овој закон и го покажаа грубиот игнорантски однос кон нашите сограѓани. Слоганот, господа, зборот е збор, кој незаслужно популистички го користите, не ви доликува и изгледа само излитено и смешно кога го користите. Како може да им се верува на луѓе кои ветија се пред изборите, а исполнија само проекти кои се од антидржавен карактер? Поради ова, пензионерите со право се чувствуваат изманипулирани, излажани, бидејќи ги знаат своите сметки и права, ги знаат своите месечни приходи и пензии. Само за илустрација, ВМРО-ДПМН во изминатите години од своето владење ги зголеми пензиите за сите пензионери во државата. Најниската пензија се зголеми за околу 105%, иако во 2006 година изнесуваше 4330 денари, во 2016 година минималната пензија изнесуваше 8890 денари. Не само преку зголемување на пензиите, туку и преку огромен број на владини и локални проекти се подобри животот на пензионерите во изминатите 12 години. Општина Прилеп, на чело со градоначалникот Ристевски, значително придонесоа пензионерите во Прилеп да има достоинствен живот како што доликува на секој граѓанин. Но на крај да резимираме. Прв пат, после 11 години, нема да има покачување на пензиите во Република Македонија. СДС не дозволи пензионерите да добијат уште една просечна плата од околу 8200 денари во текот на годината. Со празни ветувања, двојазичност, намалување на пензии, зголемување на даноци не се носи живот. Се носат задолжувања, дискриминации, шиканирања. Затоа, на престојните локални избори, граѓаните ќе ви нанесат пораз со кој јасно ќе ви се даде на знаење дека вашите ненародни, манипулативни методи на владење нема да поминат повеќе. Ќе останете само едно лошо поглавје од прилепската и македонската политичка историја, како партија која за рекорден рок проба да ги распродаде македонските интереси и достоинството на македонскиот народ.